Во моментов до Цивил стигна над 250 пријави за нерегуларности од наблюдувачите на Цивил од целата земја. До сега се обработени нешто над 140 случаи на нерегуларности. Можеме да кажеме дека имаме навистина голем број нерегуларности, сериозни прекршоци во кои изборниот законник очигледно не се почитува. Ние во овој момент како организација која ги наблюдува изборите на денешниот ден можеме со сигурност да констатираме дека изборниот молк во Република Македонија во моментов не постои. Буквално сите облици на нерегуларности поделени по 14 категории во нашиот систем се забележуваат насекаде. Најголем е проблемот со гласачи кои не можат да се најдат во избирачкиот список. Над 1000 граѓанки и граѓани не успеаја да го остварат своето право на глас од 7 часот до 13, колку што се регистрирани од нашите наблюдувачи. Во еден телефонски повик, дури еден лидер на политичка партија се јави за да го карактеризира изборниот процес како хаотичен и во кој се пожали дека секој втор член на семејството на кандидатите на кандидатската листа од таа партија едноставно го нема на избирачкиот список, иако голем дел од нив до само пред 2-3 недели увиделе дека се наоѓаат на избирачкиот список во електронската верзија на списокот. Ние имаме сознанија за тоа дека се крши изборниот молк буквално насекаде, во урбани, во рурални средини, во Скопје, во сите населби. Меѓутоа, исто така се забележува сериозен притисок на граѓанките и граѓаните по телефон, на улица, агитација. Буквално секоја минута пристигнуваат нови извештаи од нашите наблюдувачи кои вредно работат цел ден и без престан јавуваат за многу голем број на проблеми. Освен тоа, семејно и групно гласање, организирано транспортирање на гласачи, обиди за подкуп на наблюдувачи, при што има неколку полициски интервенции врз основа на дојави и од Цивил, меѓутоа и од граѓанки и граѓани кои се охрабриле да ја побараат правдата, притисоци врз гласачи, агитација во и околу избирачки места, каде што се во еден случај се забележува и сериозно попречување на гласање на група гласачи, а во еден случај се забележува и попречување на наблюдувањето од страна група на партиски активисти на наш наблюдувач, присуство на големи групи граѓанки и граѓани околу избирачките места кои едноставно не знаат што ја прават, бидејќи немаат доволно инструкции од избирачките одбори каде да одат откако ќе утврдат дека ги нема на избирачкиот список. Во општинските изборни комисии едноставно кажуваат дојдете на следните избори да гласате. Тоа го има во неколку случаи регистрирано наблюдувач на Цивил, вклучувајќи и случаи во Радовиш, во Куманово и во неколку избирачки места во Скопје. Ние како Цивил веќе и во претходните неколку пресконференции објавивме голем број случаи за тоа дека наблюдувачите на Цивил се попречуваат во работата како од партиски активисти, така и од избирачките одбори. Избирачките одбори забележуваме дека се во многу лоша состојба, едноставно или не знаат што прават, или што можат да направат, или пак едноставно се под нечија команда и им ги попречуваат работата, наблюдувањето на нашите наблюдувачи. Фотографирање на гласачкото ливче е забележано во повеќе случаи, со тоа што можеме да кажеме дека
овој тренд продолжува и понатаму, а во голем број случаи забележуваме дека и самите паравани не се наместени така да обезбедат тајност на гласањето. Така, во Битола, во едно избирачко место, параваните се наместени зад прозор, така што тој што е пред прозорите во избирачкото место, така што тој што е надвор може да види слободно за кого гласа гласачот, а во каква состојба се наоѓаат избирачките места, исто така говори еден до некаде трагикомичен факт, а тоа е дека на едно избирачко место граѓаните се сожалиле на избирачкиот одбор и им однеле греалка за да се греат, бидејќи тоа било во таква очајна состојба. Тоа е се за сега. Во моментов можеме да кажеме дека имаме сериозни проблеми, имаме сериозни нерегуларности во избирачкиот процес и исто така недостатоци во работата на Државната изборна комисија. Апелираме најљубезно до нашите сограѓанки и сограѓани кои се надлежни во оваа институција да се обидат во преостанатите неколку часа да им помогнат на граѓанките и граѓаните да остварат своето право на глас. Се работи за многу сериозни прекршоци и сметаме дека крајно време е институциите да излезат и да проговорат јасно и гласно за што се случи, за што се работи и што граѓанките и граѓаните можат да направат во овој момент за да го остварат своето право на глас.